Почитувани медиуми, денеска е прва прес-конференција. Нормално дека ова символиката е многу значајна, дека ние ќе сме транспарентни со медиумите и се што се работи во општина Струга и сега и понатаму. Прво што е најбитно, сакаме да даваме една позитивна порака дека нашата кампања се одвива цивилизирана и граѓанска, прв пат и можам да кажам и историски, дека нема никакви проблеми, никакви мислења негативни или навредување против опонентот, и то го бараме исто од опонентот да се воздржат со некакви си конспиративни теории. Исто така, сакам да кажувам дека институцији, јавните предпријатија, односно управителите и управителите на школите, да се воздржат, односно да не се прават притисок према работниците нивни, поради тоа што имаме информации дека имат некаков притисок за да се бават со политика. Се знае дека на 19 октомври се знае кој ќе е градоначалник и мислам дека овие институции треба да се деполитизираат. Исто така, сакам да кажувам дека прв пат во Струга се организираат и се прават такви проекти кои имаат многу големо значење и целта е да сите граѓани на општина Струга прв пат да гласат еден независен кандидат кој мисли и знае да менаџира за Струга. Каква е вашата визија за Струга доколку станете градоначалник? Со кои проблеми најпрво ќе почнете да ги решавате? Значи визијата е Струга има многу проблеми. Каде ќе фаќаш ќе е позитивно. Значи има толку проблеми, меѓутоа имаме приоритетни проекти кои веќе се проектирани. Значи меѓу првите се патот Мороишта Струга, кој е најпроблематичен за целиот регион, од Лабуништа, Вевчани, Дејбари натаму и од Логожди. Другиот приоритетен проект е гаражите, подземните гаражи, односно паркинг местата кои фалат во Струга. Да не ги оставиме на страна, значи азбестните цевки кои се канцерогени, веќе се работи на тој дел и ќе бараме преку владата, значи да се реализираат. Имаме и други проекти кои што се битни, учења скитници, светла ноќе, нормално проект посебен за плажите и така натаму. Како ја замислувате Струга? Како ќе ја представите Струга? Струга ќе ја представам најдобро што е можно. Нормално почнувајќи со работа, со добра екипа, со добри проекти, со аплицирање на институции до владата, до амбасади, до фондови, други и така натаму. Значи од 19 веруваме после нашата победа, од 20 да почнеме со работа. Значи има многу работа. Не сакам да се враќам назад да зборувам за прошлоста, граѓаните знаат за прошлоста, ние ќе работиме за иднината, ќе го бараме гласот за иднината, што ќе правиме ние, но што направиле тие. Дојдете на ова наша прва пресконференција на независниот кандидат за градоначалник господинот Менди Чура. Знам, значи, колку ни е важно нас Лабуништа и да оди напред и затоа сме тука, значи, пред медиумите да кажеме за доброто на Лабуништа и општината Струга. Веруваме во Менди Чура, верувам, значи, во Менди Чура, човек кој има енергија, визија и сила. Да му дадеме поддршка, заедно да ја донесеме таа промена за нашите семејства, нашите деца и иднината на што сите ние ја посакуваме на ова наша општина Струга. Ви благодарам.